Во 21-виот век аутизмот се уште представува предизвик за здравствените работници кај нас. Кога станува збор за диагностика и третман, земјава заостанува половина век зад развиените европски земји, а со деценија каска и во однос на земјите од регионот. Бројот на деца со аутизам во Македонија загрижувачки расте. Државата нема национален регистар колку ги има, но статистиките говорат дека нивниот број се зголемува со растечка стапка од 10 до 17% годишно. Ако пред 10 години еднаш месечно се сретнував со аутистично дете, сега половина од амбулантата во која работам се деца со аутизам, вели еминентниот професор доктор Филип Дума. Родителите во очеј плаќаат грни пари, дома и во странство, за некакви третмани, само за да им помогнат на своите деца. И има многу луѓе кои што работат предаторски, каде што им препишуваат лекови, критично, некритично, најчесто некритично предпишуваат вие што се додатоци за исхрана, кои што се многу скапи, препишуваат исследувања кои што се непотребни, така да има многу предаторство и многу луѓето лутат. И дури и родителите, затоа што се работи за болест која што тешко се става под контрола, одат од доктор на доктор, државен, приватен, да видат што ќе каже тој доктор, дали ќе ги направи нешто попаметни. И тука е трагедијата. Се оди по разни методи кои што не се evidence-based медицина, не се докажани со медицински докази и се родителите вложуваат и по 20.000 евра за многу мал ефект или за никаков ефект, например со матичните клетки или со некои други непроверени методи. Може многу да се стори со овие деца и лица возрастни, но државата треба многу повеќе средства да вложи. Во Македонија нема доволна едукација уште на основните студии на медицинските факултети. За навремена диагностика фалат стручни лица, дефектолози, логопеди и психијатри. Покрај диагностички недостасуваат и дневни центри. А ние некако работиве, секогаш ги правиме, ама не ги довршуваме до крај и затоа ништо всушност не се ни исправа, со самата инклузија уште повеќе се влошуваат работите. Потоа тоа исто дете значи нема дневен центар. Да кажеме на мајка што се случи со сопругот да има хитна операција во Скопје да оди, значи нема детето возрасно на кого да го остави. Можете да замислите со дете со аутизам да патува до Скопје ради некои здравствени проблеми. Неопходни се и реформи во образованието. Ако веќе ги вклучивме аутистичните деца, треба да се искористи нивниот потенцијал и способности без да ги уништуваме и да им предизвикуваме дополнителни трауми. Треба училиштата да научат да живеат со тие деца, а не децата и родителите да бараат начин како да ги прилагодат во училишната средина, седејќи со нив во училишните клупи, велат еминентите професори.